телевизија. Твоја телевизија. Љубители на ракометот, почитувани гледачи, добро вечер. По 10-ти пат од студиото на телевизија Тера, од серијалот посветен на 24-тото светско ракометно првенство за мажи кое што се игра во Доха во Катар. Веројатно сите знаеме веќе дека докаде сме и нашите успеси на нашата репрезентација, гордоста наша која што игра на ова светско првенство, дека е денеска ден за одмор за нив, денеска ден за анализа, припрема, психофизичка припрема за утрешниот надпревар. Јас не би го рекол така, решавачки или не знам како такви некои изрази, бидејќи со тоа само правиме дополнително притисок врз играчите, тоа доволно се свесни и доволно се паметни, знаат што значи утрешниот надпревар, поготово за нив самите, за нивната генерација, за круна на една генерација, феноменална генерација, да си направат, затоа и не треба дополнителен притисок од јавноста, новинари, медиуми, така натаму и така натаму. Меѓутоа, да се вратиме на денешните случувања. Денеска се игра и надпревари од СИД групата, борби исто така за осмина финалето, во кој што има и едно, јас би го рекол, сепак изненадување. Русија испадна, не оди понатаму, Аргентина е во вториот круг, некој предаде ова првенство, доколку тоа имаше околу, на вистина е баснословна сума има земено, бидејќи никој не на крај памет со оглед на имињата со кои располагаше Олег Кулешов, селекторот на на руската селекција и нивното искуство, клубовите каде што играат и така натаму, да испаднат и од Аргентина, иако ќе бидам со резерва малку, Аргентина се уште немам гледано, освен на некои инсерти на интернет и така натаму, а тоа не е тоа. Меѓутоа, со оглед на резултатите кои ги постигнуваат гаучосите на ова светско првенство, се гледа дека навистина многу работеле, вложуваат во ракометната игра и нормално, дај Боже да се шири ракометот на секаде низ светот. Да не одам понатаму, мислам дека доволно за вовет. Пред да го вклучиме Зора Мишевски и Томе Вучев да видиме што имаат тие подготвено од лицеместо од Доха, Катар. Непостојаноста и склонноста на сите репрезентации да играат топло-ладно на турнирот продолжува. Исланд, кој што пред 2 дена беше топовска храна за Чешка, која што го совлада двоцифрено и без најдобриот ракометар Арон Палмарсон, слабеше против Египет со 28-25 и го обезбеди осмина финалето и тоа од третата позиција во групата С. Како од друга планета денес делуваше соиграчот на Кирил Лазаров од Барселона, Гудјон Валур Сигарсон, автор на 13 гола, имаше и 5 асистенции. Му помогна и Халграмсон со 5 постигнати гола. Египет потврли пред сите нивниот најдобар ракометар Ел Ахмар. Радван со 5 постигнати гола и Абу Ебат со 4 беа најефикасни. А мечот не мирисаше така, бидејќи Исланд во првите 9 минути постигна само еден гол и се чинеше дека пак ќе биде тврдо и цврсто, како што египтјаните сакаат и како што играа против шведската репрезентација. Но 60 ракометни минути никој не може да предвиди, па затоа Чешка е најголемиот губитник од оваа победа на Исланд против селекцијата на Египет и нашиот противник во квалификациите за Европското првенство во Полска ќе остане без осмина финалето. А таму нема да биде ниту Русија, која што дефинитивно е најголемото разочарување на турнирот. Велемајстори за недовршени надпревари и за упропастување на истите. Тоа се момците на Кулешов. Пак 20 минути беа подобри од Аргентина, но подоцна го изгубија ритамот и загубија со 30-27 полувреме, 17-16. Аргентина по 8 години се враќа во надпреварувачката нокаут фаза на мондијалите. Најзаслужен за тоа беше изворедниот Симоне со 8 постигнати гола. Исто така големо изненадување освоеното прво место во групата на селекцијата која што со валдкарта пристигна на мондијалот Германија. Победена е Саудиска Арабија со 36-19, полувреме 18-8. Германците без пораз ќе налетаат на Египет во осмина финалето. Додека ова го говорам, веќе се играат уште 3 надпревари со кои што ќе се затвори групната фаза и кои ќе ги разрешат последните дилеми за осмина финалните парови. Се разбира дуелот Франција-Шведска, кој што во овие моменти е во неизвестна фаза, е кралица на средбите.
Играат уште Полска, Данска и Чешка, Алжир. Говоре предмалку за изненадувањето, односно за тоа како Русија се замина дома. Меѓутоа, од друга страна, додека на еден му се стемне, а другиот му се обденува, тоа е Аргентина, влезе во вториот круг, осмина финале. Аз не сеќавам некогаш да се случило такво нешто, и тоа нека биде пострек за понатаму за аргентинците и воопшто јужноамериканците да вложуваат повеќе за ракометот. Јас само малку би сакал во врска со надпреварот кој што се уште во тек за Шведска, Франција, а тоа е дека швеѓаните, оние кои што не ја воведоа, меѓутоа на вистина заштитен знак му беше долги години, децении, на шведската серпентација 6-0 одбранбената формација. И сега се многу непријатни, и барш првото полувреме го игра феноменално, со Калман, крило лево, нетипично бидејќи тој 2 метра, точно 2 метра, меѓутоа е многу подвижен и игра на позиција единица, не ја игра прв пат, тоа играше и во Барселона и во шведската репентација пред мислам дека пред неколку години го играше и тоа, веќе искусен играч. Меѓутоа едно време отстапија Штафан Олсон и Ло Линдгрен од оваа одбранбена формација, за повторно сега се враќаат, меѓутоа на вистина квалитетно играат. Дали сега со Егдал, Тобиас Карлсон, тој е капитенот на шведската репрезентација, и Нилсон, кружниот напаѓач, оваа тројка феноменално го затвора грбот на Калман. Имате и неколку, како да ја кажам, под варијанти во одбраната, во оваа одбранбена 5-1 формација. Например, кога се изведува 9 метра овде, на многу паметен начин, како користат секој можен напад и потез да направат притисок врз противничкиот напад, конкретно врз францускиот. Ето, замислете против француски напад и тоа им успева. Што прави Калман, се излекува на оваа страна, например, и ги остава со тоа што овие се префрлаат на другата позиција. Нилсон, Карлсон и Егдал, двометраши, мислам, близу 2 метра сите, изворено физички градени, а Калман со тоа, со самата поставеност, ја блокира левата, речи се цела лева страна. И ги тера, гледате, го скратува теренот и игра, и мора да игра 4 на 4, меѓутоа во овај простор француската репентација, каде што не се покажа баш најдобро. Зошто? Затоа што не знам зошто го става на Даниел Нарцис, кој што измореден, има финта, ја спушта топката, тоа е најопасен бидејќи од 5-3 пати сигурно ќе оди лево, десно. Значи, ќе оди лево, па десно и поминува овде. Од 5 сигурно гарантирано 5-3, меѓутоа треба да се фати, да се одбрани. Друга работа, тој што има најбрзи нозе, неопасен, си останува исклучен. Не знам зошто не се уфрлуваш натре, овде останува Карабатич и без разлика овде, дали игра Бараше или Њокас, како што е сега, Њокас е вистина брз, има страотен удар. Шут, меѓутоа, не е технички доволно поткован за да ги надигра оваа четворка на швеѓаните, имаа проблеми. И до овој почетокот на емисијата има и водство. Меѓутоа, друго нешто ме остави кај овие, како да кажам, две репентации, ми делува како да не се многу заинтересирани, иако ова решава директно за прво место, кој ќе го освои првото место, и како да не се многу заинтересирани што води тоа прво место во вкрстувањето со другата група, во осмина финалето, изгледа е се на едните и на другите. Со оглед на квалитетот со кој располагаат, не би ме зачудило да е и тоа така, дека да ги штедат силите, чекаат понеделник, нивните надпревари осмина финални си играат во понеделник, и без разлика со кој сакаат со свежи сили да ги да влезат во тој надпревар. Например, кај денеска французите Бараше него видов 40 и нешто 40 минути да влезе во игра. Сорен До само играше, Жером Фернандес воопшто и него не видов. Така да исто имаше и кај Ким Андерсон, исто кај швеѓаните, тоа е првата виолина нивна. Така да и тој кога ќе дојде на оваа одбранбена формација 5+1, 2 метра и изворено игра и во одбрана, имаат со што да покажат во натамошниот дел, а јас кажувам и тоа го тврдам дека навистина он е квалитетен дел. Од светското првенство започнува со утрешните надпревари во кои што и нашата селекција очекуваме со Словенија. Пред да се навратам на тоа што веројатно и ваш почитувани гледач не повеќе ме интересира, а и нормално и мене, имаме уште еден во врска со тоа имаме неколку ракометари наши, да видиме што имаат тие да кажат во врска со тоа нивни интервјуа. Обично многу пријатни се деновите после победа на едно светско првенство. Нема доволно време да се осврнеме на вчерашниот триумф против Австрија, бидејќи тропа наврата најзначајниот меч на светското првенство. Меч кој што може да не донесе за прв пат во едно четвртфинале на Мондијал
и на вратите на олимписките квалификации. Словенија е противник против кој што со задоволство се сеќаваме на мечот за петото место во Белград, кога водени од Чундовски македонските ракометари славеа против Словенија со 28-27. Но претходно Македонија на Вујовиќ во двата надпревари против словенците загуби во квалификациите за Европското првенство во Норвешка во 2008 година. Последен пат во Копер овие две селекции се сретнаа во декември 2013 година, кога беа истите селектори Обрван против Денич. Словенците не совладаа со 31-25. Но утре е поинаков надпревар. Двете репрезентации се максимално подготвени. Обрван потврди дека Јоновски е фит и дека нема да менува ниту еден од 16 ракометари кои што ги пријави во првата фаза од надпреварувањето. Николче Митревски и Иванчо Димовски остануваат резерви. Наместо планираниот денешен тренинг од 15 часот по македонско време, ракометарите добија слободно попладне во кое што можеа да прошетаат или да шопингуваат низ многобројните луксузни шопинг центри во Доха. Така ќе можат да ги различат мислите, да се опуштат и вечерва да можат добро да го скенираат наредниот противник. Брестовац и Обрван веќе ги извадиле сите детали за екипата на Денич, која што е составена од серија на плеймейкери и многу малку шутери. Селекција која што игра брзо и во просек постигнува преку 30 гола, но која што ни одблиску нема одбрана како македонската репрезентација. Но селекција која што ги има Прост и Шков, два одлични голмани на кои што не треба да му дадеме мотиви да влезат во надпреварувачки ритам. Утре изутрина ќе ги дознаеме и судиите на надпреварот, а посред европско време, дуелот кој што значи четврт финале на светско првенство почнува од 16:30. Утре играме со Словенија, една репрезентација која е добра, доста квалитетна, последното светско, значи заврши на четврто место. Ние имавме, кога тргнавме на припреми, направено една цел. Значи, постепено таа цел се достигнува. Значи, целта ни е да влеземе меѓу 8-те најдобри. Значи, полека чекор по чекор водиме во тоа. Значи, утре ќе биде една тешка утакмица. Значи, максимално сите сме спремни, сите сме искусни. Значи, ова генерација заслужува да биде таму и мислам дека утре ќе бидеме фокусирани како што е, значи ова е нема назад, значи нема поправен. Знаеме кој е влогот и ќе дадеме се од себе да направиме тоа што не е зацртано. Па притисок не би требало да има заради тоа што, како што знаете, овие играчи се составени, играт најмалце едно 10 години, играме заедно, играме во Лига шампиони, играме, значи со ЦХ лига, сите играат во првенства, значи притисок не би требало да има. Знаеме што ни значи овој надпревар, секој знае како да се спрема за утакмица и мислам дека ќе одиграме еден максимален надпревар кај што би требало да победи недобрите, недобри ќе видиме. Завршили смо синот со утакмицом против Австрија. Завршивме синоќа со надпреварот против Австрија. Тоа беше важно за да бидеме сигурни за втората позиција. Утре играме со Словенија. Подготовките се тешки, напорно работиме. Тие играат брзо. Во секој случај повлекуваат полуконтри, да кажам, имаат еден фантастичен играч на крилната позиција и дава многу голови. Тоа доминантно го работи. Тоа е Драган Кајќ. Вршат многу ротации, многу измени во системот на играта и одбранбено и кога напаѓаат. И го држат тој ритам на играта. Доста слични играчи по изглед, вокација и начин на играње. Очигледно дека селекторот работеше на таков избор на играчи за да се прилагодат во системот на неговата игра. Избору играча да се прилагоде у систему негове игре. To znamo kako će raditi, poznaćemo igrače, ali je potrebno da... Тоа знаеме како ќе го направат, но потребно е ние да бидеме на нивото како ќе се браниме против тие некои непознаници во тој систем на игра, кои понекогаш немаш доволно време да бидеш максимално подготвен за некоја новост. Така што ова што една и друга репрезентација покажа на овие 5 надпревари, претпоставувам дека ќе биде основа на утрешната игра. На ових 5 утакмица, pretpostavljam da će to biti osnov i sutrašnje igre u toj igri. Pa da, sutra igramo najvažnije utakmice ovog prvenstva, tako da spremamo se maksimalno i
Mogu samo da kažem da čekujemo tešku, jaku utakmicu i vidjet ćemo. Ko će manje da greši, onaj će i na kraju da pobedi. Što misliš za to сега настапите što имаше репрезентацијата? Pa ništa, igraju lepo, kvalitetno, dobra obrana, napad, tako da mislim sve pozitivno, tako da momci stvarno igraju lepo i samo imam lepe stvari da kažem za njih. Pa ne znam da li to baš prednost, znam ja njih, oni znaju mene, tako da vidjet ćemo, to sve posle koncentracije, koliko, tako da zavisi od situacije kakva će da bude. Ja se nadam da će biti na našoj strani. Mislim teško je jer sam ja baš dobar sa svima, ali to je sport. Svako se bori za sebe, tako da vidjet ćemo šta će biti. Mislim još gledali smo nešto mislim jutro, sad još večeras gledamo jedan put kasetu, tako da nešto na to. Mislim on igra non stop isto većinom, tako da ali to je njihova igra opasni su, tako da treba će jako ostro da se igra. Hvala. وجدد فيها حلمك، فيه أكيد حاجة فيك بتميزك عن غيرك، دور على القوة فيك. كل يوم في جديد، شوف في مراية حلمك كيف حقيقتك. ما تخليش يوم لطموح تروح لبعيد، حب وعيش، خلي الفرح جوا العيون، يرسم أمل جديد، عطي لحياتك ألف لون، يندوح على الأوان من كل مكان. Пред да започнам со моето видување за утрешниот како би течел или бил надпреварот и така натаму, само малку да се извинам пред тоа за Миладин Козлина, за неговото интервју, почитувани гледачи, бидејќи немавме време да го за превод и синхронизирање, малку да парафразирам тоа што го кажа, веројатно го разбирате во грото, меѓутоа Козлина кажа дека најважен за нив надпревар потоа дека на прашањето како тие се познаваат со нашите играчи, знаете, тој неколку години играше во Металург, а грото од нашата репрезентација е Металург, особено со Филип и Наумче Мојсовски, Филип Миркуловски, што не е занемарливо, ќе го кажам после тоа, ќе видите во мојата анализа дека апсолутно не е занемарливо тоа што го познава и тоа е во голема предност во однос на напаѓачите, бидејќи игра одбрана. Нормално емоции нема да има, дека секој се бори за својата репрезентација, што е најнормална работа и логички патриотско чувство на секој човек. Сега да преминем на што сакав вечерот да биде како главен дел на емисијата, тоа е ова и навистина со задоволство ќе го направам ова, барем во овие кратки минути колку што ми дозволат. Иначе верувајте ми можам цела вечер да ви ја кажам. На како би било, што би било. Меѓутоа да ви кажем тоа дека Данило Брестовац е заложен за овие, за статистика и имаат програма специјална која што се ветнува после снимката од надпреварот, на пример се снима Шпанија, Словенија надпреварот. Мислам дека тој беше сега го елаборираат и го снимаат и го разработува нападот или одбраната на Словенија. И одбрана
излегуваат одбраните напад, тоа е специјална програма која што излегува и од тоа се вадат деталите, на пример ако му треба нашиот левбек, како игра неговиот играч во одбраната на нашиот и така натаму. Веќе тоа да ви кажам грото како сега се прави таа припрема за надпреварање како мене на табла, меѓутоа јас ќе пробам вака уште по на мојот дел. Очекувам прва карактеристика, одлична карактеристика и тоа го знаат веќе видовте и обрвани сите, дека карактеристиката на главна и одлика на словенците е скоро некаде приближно 190 и нешто висина, многу подвижни, изворено технички подковани и многу брзо работат со топка. Ќе говорам прво за нивниот напад. Очекувам да играат Лука Жвижеј, Безак, Скубе, Доленец, тој е тој што знае да шутне, макар да е Безак не е некој беззначаен, меѓутоа не е таков. Доленец е тој меѓу тоа од оваа тројка што би можел. Гајич, ова е таа најопасниот и најдобар стрелец до сега, веројатно и вие го знаете, и Миха Жвижеј на линија. Меѓутоа немојте да се држите за ова, апсолутно не би ме изненадило кој да биде, затоа што ако ви кажем и минјата тука дека доаѓаат Шпилер, на овие две места може да се најдат. Шпилер, Бомбач, Урош Зорман, член на Барселона, поранешен сега во Франција и така натаму, извонредни страшни играчи, Бresmeškov, Бомбач и така натаму, игра во двата правци. Ќе ви кажам за сите она што го знам, барем јас, поединечно. Од оваа страна, јас, лично, за мене, оваа страна опасноста од кога велиме поставена 6 на 6 одбранбена формација наша, напад на словенците. Ова е опасноста, не само Гајич. Затоа што овде го има, покрај Доленец ги има Вит Кавтичник, 34-5 години, од Кил, па сега во Мопелје, страшно дискусен, квалитетен играч и самиот не знае дали е бек или е крило. Има извореден удар и без разлика дали е крило или на крило или на бековска позиција е многу опасен, многу опасен. Јуре Натек зад него, исто така, слични по конституција и по шут и по движење по се. Меѓутоа се многу опасни и не сме да им се дозволи дали ќе го одмара Гајич, па ќе или со вкрстување кога влегува Гајич, па тој шири ќе расшири Кавтичник на крило, значи потполно сеедно дали ќе биде овде или ќе расшири на крило, привлес на Гајич, нама ретко тоа го прави Гајич. Да кажам, нивната, што се нивниот напад. Нападот е, секој од овие играчи напаѓа директно, конкретно на нашата одбранка напаѓа, значи од Лукаш Вижеј, веројатно, и ако не биде, тоа кој да биде на лев бек, директно напаѓа, зошто? Да ја размрдаат нашата одбранбена формација и бидејќи си ги знаат собствените квалитети, се многу брзи на нозе, да не доведат во ситуација широко, ќе не нападнат, да не доведат во ситуација некоја, например, со еден ваков вишок, со топка, брза топка, и да не доведат во ситуација, например, Столе Стоилов да дојде да игра како што мислам, или Никола Марковски, како што имаме обичај нашата одбранбена формација, да го доведат, затоа веламе опасност на оваа страна. И тоа е и факт, дека кај нас оваа страна е, ајде да речам, дел послава. Тука е тоа дали се Кавтичник или Доленец или Натек или не знам кој, не е битно, ќе го нападни него со тоа што доколку промени на широка позиција, блокада, ќе го напад Јоновски со широка топка, ако се спои вишок на крило. Ако не спои, пролаз на Доленец или без разлика кој да е десен бек. Ако излези, ова е мојата препорака. Не сме ниту да помисли, а камоли да излезе Велко Марковски или Ацо Јоновски, надвор од 9 метра, тоа е закон забрането, бидејќи тука е на ветрометини, тука е безпомошен, како мало дете, во било кој да е на оваа позиција на среден бек, страшно финтери сите, брзи нози имаат словенците, значи до 9 метри. За да имаме колектив, за да може, доколку падни во лева страна, Велко ќе поможе, доколку падни на другата страна, да може да се помогнат меѓу себе и во исто време да се стигне да се затвори. А овде никој не може да поможе на 10 метра, 1 на 1, и тука, доколку падни, играш повеќе, во една или во друга страна, вишок, паѓаме. Затоа тоа е она главната што е препорака. Дека овде не сме многу добро, Миха Жвижеј, многу добро знае да се заблокира, и тешко се врви покрај него, и секој ќе остане Велко Марковски или кој да е на позиција број 3, пасивен во однос на него, а сите овие скоро може од овде проигрување, и пенал, гол и 2 минути така натаму, значи успешна акција. Значи мораме да го запазиме колективот. Во било кој, не само овде на средината го говорам затоа што е најосетлива некако нашата одбрана, а мораме со одбрана утре да ги добиеме. Со напад не. Со напад словенците се барем до сега на ова првенство
како да кажем, најсилното оружје им е, имаат моќен напад и доколку се натрчуваме па со нив, теоретска шанса немаме, тоа е факт. И тука нема што, мислам, го знаат сите наши игри. Меѓутоа со она мирна, поставена игра до ситуација, тоа е веќе друга работа. Меѓутоа, во нашата одбрана мора да бидеме цврсти, нема проблем и да има исклучувања. Не смееме, ако имаме, сакате да ги прогнозира да видам, нека биде, ако имаме под 10 минути исклучувања, во текот на целиот надпревар тешко дека ќе добиеме. Ако имаме над 10, во текот на целиот надпревар разговараме, ќе биде многу полесно за нас. Не велам сигурно добиваме, меѓутоа ќе биде полесно. Затоа што мора овде да се покажат заби. Во играта 6 до 9 метра. Овде не сме никој да проигрува. Овде се многу опасни, нема шут надвор од 9 метра. Имаме 20 добри голмани, одлични голмани, нема зошто да се плашиме, блокерски можеме да одиграме, не блокерски на 6 метра, се разбериме. Меѓутоа, во 9 метра забрането со закон, ама надвор од 9 нас не е забранет. Не смееме, затоа што се одвојуваме и немаме контакт. Ова е 4 метра, ниту еден од нашите не може да стигне за да затвори, доволно брзо колку што се овие брзи да нападнат. Затоа што се многу квалитетни во тоа техника на додавање и правење вишок во една или во друга страна. Затоа до 9 метра плитка одбранбена формација може, ја вчера ја говорев, најубавата варијанта е овде, сигурен сум, плитка 3-2-1 до 9 метра. Плитка 3-2-1 со затворање триаголници како што треба да работат халфовите. Халфовите предниот исто од овде до 9 метра не му дава контакт. Ова има чиста ситуација со пикерот, нашиот централхалф и може да се реши, а не е Миха Доле, Жвиже не е некој пикер од екстра класа, да се разбериме, ни слаб не е, меѓутоа не е на екстра класа. Значи, така би го разбиле нивниот колектив, нивното најсилно оружје. Меѓутоа што е тука е дали тоа е или 5-1 одбранбена формација, меѓутоа таа одбранбена формација би морала да биде со играч кој што не сме апсолутно да дозволи непречено додавање. Тоа е бескорисно, тоа што играме за џабе, таа е 5-1 одбрана. А доколку ја успориме топката, нивната топка во напад, со ова одбранбена, тоа што можеме да имаме резултати од тоа. Во дадени моменти, никако цел надпревар, да се разбериме. Кога зборувам за нашиот напад, игра 6-0 одбранбена формација, сигурно ќе играат Миха Кослина, четворка, а тројка ќе играа Миха Жвижеј. Двајцата се груби, ама не груби така како да кажем, во ова нивна одбранбена формација се најгруби и најостри. Сега, која е предноста нивна? Миладин Козлина ги познава многу добро. И Филип Миркуловски и Наумче Мојсовски. Кој да дојде пред него, тој го знае. Зошто е предноста? Играчот што има навика и што научил една финта, да поминува на една или на друга страна, тоа е, не можеш во еден надпревар да го научи да има нови две финти. Затоа е во предност одбранбениот. Бадијала, Филип го знае, Миладин Козлина дека е поспор на нозе, дека не треба на дофат на раце да иде и така натаму, кога мора да дојде во контакт за да го помине да направиме више. Затоа е во предност секојаш одбранбениот играч кога го познава напаѓачот. Меѓутоа, ние прва и основна работа широко да ја расшириме нивната одбранбена формација, за да може тие двајца не многу подвижни, од нивната одбрана сигурно најмалку подвижните играчи, со нашиот кружен напаѓач и кој да е на среден бек, да може да разниша таа одбрана. И со вишок на една страна, повратен вишок, блокада, деблокада, повратен вишок на една страна или на друга страна, исто кај Кире Лазаров, да ги размрдаме и да ги разбиеме овде на 3 и 4. Затоа што се 2 и 5 кој да игра. И Бомба што очекувам од два страна да игра на Лазаров и така натаму, Шпилер не игра во одбрана, кој да биде во одбраната. Друго е кога имаме широк напад, од аут линија, што мислам тоа широк напад. Кога, например, од овде забот, без разлика, на една страна, или префрламе, сега, нашиот Кире не да доаѓа на средина, тоа не е. Ова е широк. Ова е директ. Не може да помини, овај мора да помогне Кире вишок на крило. Таа е ширина да добиваат и крилата. Да добиваат и крилата топки. Тоа е широк напад. Истото, тоа може уште подобро да се направи на Кире, затоа што излегуваат ностоп на него. Ако сака да се окружен напаѓач, тоа може да се направи. Кружен напаѓач блокада, Кире навлекува еден и сега. Како префрлуваме, видите, еден, друг, вишок. Значи, тоа е таа ширина на напад. Меѓутоа, видите, јас кажувам бекот овде. Затоа, исто така, продолжеток на таа акција. Може би тоа да ја покажам, мислам дека имам барем уште за толку време да ви покажам. Исто и продолжетокот, меѓутоа никако безглаво.
Тоа ми е целта, затоа зборувам толку време овде. Дека никако безглаво не смееме да напаѓаме, затоа што опасни, страшно опасни се. Додека се завртите, тие се веќе на другата страна и напаѓаат. И веќе во контранапад. Зошто го еве овој широк напад што го кажува пред малку. Не успева. Кружен напаѓач, не успева Кире, не успева ни среден бек, не успеваме. Не затвораат. Нема проблем. Останува нашиот среден бек на втор кружен напаѓач. Овој кружниот напаѓач останува таму и сега одиме во повратен напад. Видите, повратно, нашето лево крило напаѓа, навлекува на ова, лев бек, нема проигрување, нема 2 на 2 игра, може да се со Лазаров блокада директно, проигрување или на крило. Значи тоа се тие неколку можни акции, не велам дека ќе поминат сигурно, меѓутоа тоа е план, некоја идеја за да не оди безглаво да не одиме и да не влегуваме во пасивен напад, па мора Кирче од 10 до 11 метра да шутира, а имаме двајца страшни голмани. Верувајте дека ми се страшни. Ако ги разбраниме, затоа Шков е поготово, Гора Шков, прв што мислам дека сигурно сум дека почни, а не е ништо подолу ни прост. Шков е многу зависен од првите напади. Доколку влезе во ритам, во првите напади, тешко нас. Имаме многу големи проблеми. Има брзинозе, школован голман, прати топка, добро е воигран со одбраната и ќе имаме големи проблеми, сами ќе си ги направиме тие проблеми, како со Алилови што беше случајот што говоре, и сега истото може да не се деси. Мислам дека веќе имаме едно искуство и дека нема да влеземе во повторно таква замка. Затоа ги говорам овие неколку, ајде сега што ми дојде акции, макар да може тоа сигурно и имаат и нашите играчи многу повеќе и би требало да имаат. Дали е тоа влез на крило, она што вчера говоре, блокада, бек, на оваа страна овој играч останува без играч и имаме вишок. Дали е проигрување линија, пролаз или вишок до крило, тоа е уште една варијанта со влез на крило и би можел така до недоглед. Меѓутоа времето не гази, режија ќе ме убијат, пак влегов во натамошната програма. Мислам меѓутоа дека нешто она што е глобално и главното што сакам да ви го прикажам која е тоа предностите и маните, како нашите, така и на словенечката репрезентација, дека успеам во тоа. Извинете, само уште нешто. Словенците сигурен сум да и ова е варијанта. Доколку игра нашиот кружен напаѓач, не би требало овде да игра само. Можеме на 2 и 3, зошто го говорам? Барем она што го имав неколку пати што го приметив, тоа го веројатно на компјутер го има повеќе. Словенците сакаат со пикерот да играат вака. Значи доколку доаѓа нашиот кружен напаѓач овде, тие спојуваат за него и така да го истуркаат. Ова е многу лесна ситуација која што може да се нападни на каков начин. Крило нека не прими топка. Нашиот лев бек со напаѓање, еве го овај простор овде. Бидејќи игра така, ево како се поставува нивната одбранбена формација доколку дојде меѓу 2 и 3 или од оваа страна меѓу 4 и 5 кружен напаѓач. Може да искористи ова крило со влез и да се користи овај простор зад грбот на овие, особено од пеналтик до овде. Може да се искористи со проигрување, среден бек и брза топка и на една или на друга страна. Доколку не се успее, доаѓа топката до овде, ево, повторна трансформација, повторно нема безглаво и повторно ова играш без топка. Останува. Затоа и го говорам ова. Затоа што не е успешно и ова да не се успее. Ево крилото влез. Не успеваме до таму. Со мала водење и враќање назад на десниот бек, доаѓаме на позиција. Кружниот напаѓач доаѓа во таква позиција. Блокада овде мора да се помогни. Кружниот напаѓач се доаѓа во таа. Значи овај простор мора да го напаѓаме затоа што сакаат да излезат овие играчи. И се дали од овде или од овај проигрување, можеме повторно истата работа да ја нападнеме словенечката репрезентација. Доволно мислам тактика, тие што сакаат да се занимаваат со тренерската работа, доволно мислам објаснував, а за другите да не ве замарам понатаму. Сега мала релаксација, најубавите 5 топ 5 моменти од вчерашните средби.
Космос Компани, име со долгогодишен квалитет и традиција во снабдувањето со алкохолни и безалкохолни пијалоци. Генерален дистрибутер на Прилепска пиварница и винарската визба Стоби. Космос Компани, Битола. Дамбој инженеринг. Продажба на станови во изградба. Продажба на готови станови. Изградени со најнова технологија, со собствен паркинг простор. На локација улица Ѓорче Петров кај градинката Пролет во Битола. Дамбој инженеринг. Ние ги градиме домовите на среќните семејства. Доло Барби веќе 24 години со вас. Комплетна линија на канцелариски производи, електронски апарати за канцелариско работење, канцелариски мебел. Доло Барби, ние секогаш нудиме повеќе. Офис Стор Битола, Пелагонка 2. Елеганција. Квалитет. Класика. Во ритмот на животот. Линкести. Просперо ви нуди ПВЦ подови, ламинати од германско производство и трослоен паркет со врвен квалитет. Просперо во Прилеп и Битола. Македонската ракометна репрезентација е највозрасната на ракометниот мондијал со 30,2 години. Веднаш зад нас се шпанците со просек од 29,6, а потоа следуваат Словенија и Полска со 29,2. Најмлада селекција е Саудиска Арабија со 24,4 години. Највозрасни играчи на шампионатот се голманите Мохамед Бакир од Египет и Игор Левшин од Русија, додека Ренато Вукринец е трет на листата со 39 години. Најмлад учесник на првенството е чешкиот репрезентативец Микола Билич со само 18 години. И така, малку колаж, малку убави пейзажи од прекрасната Доха. Во овој период, може да ви кажам, можеби најубавиот дел на земјината, не претарам, кугла во тој дел е Дубај, Доха и така натаму. Спорт повеќе, надеж најповеќе за утрешниот надпревар на нашата репрезентација против репрезентацијата на Словенија. Посакувам успешно да се рекуперираат, да се одморат, да се припремат. Вечерва има тој тактички дел, односно состанок пред надпреварот и анализа на противникот на Словенија, макар да многу добро веќе се познава меѓу себе. Повеќе надпревари се играле и играчи како играчи и екипи и репрезентации. Така да меѓутоа да посакам многу среќа и една работа. Многу подобра одбрана отколку досега, а ќе ни биде потребна. Со таква надеж и желба ве поздравувам, почитувани гледачи, ве повикувам на порталот tera.mk, оние кои што немаа можност, вечерва 11:30 реприза, утре 12:30 уште една реприза на оваа емисија, а утре се надевам со пријатни вести од 20 часот ве чекам повторно во студиото на телевизија Тера.